И точно во 9 часот се вклучуваме линковски од надвор. Еве, значи ве водиме надвор од студиото, гледам дека сме и на отворено. Ја гледате веќе во кадар нашата Ирена Спировска, а ке зборува за нешто што ќе се случува за прв пат, прво издание на Буквално джез. Претпоставувам дека тоа е фестивал, Ирена, кој што се случува од 19 до 25 мај. И твоја гостинка соговорничка е Анастасија Овчаренко, со која што ќе ги дознаеме во наредниве 10 минути, малку повеќе ќе ги дознаеме деталите за Буквално джез, за овој фестивал кој што ќе се случува и се случува веќе 6 дена во Скопје. Повелете, ве слушаме. Ти благодарам, Ирина, за убавата најава. Добро утро до тебе, до гледачите на телевизија Алфа и нашата утринска програма Добро утро секое утро. Утринава се јавувам во живо од пред кафе книжарницата Буква, која се наоѓа во строгиот центар на градот, во непосредна близина на улица Македонија. А поводот што сме тука е еден нов, иновативен формат кој што нуди одлична програма за љубителите на джезот и на културата, а и на иницијатива на книжарница Буква. Се работи за фестивал на джезот, насловен Буквално джез, а утринава сум заедно со пријатната и шармантна Анастасија Овчаренко, која што е дел од организаторската тројка на овој нов настан во нашиот град. Анастасија, добро утро. Добро утро, Ирена. Добро утро, драги гледачи. Еве, ние си му обетевме и пред да се вклучиме во живо, тука во овој убав амбиент пред книжарница Буква, за настаните кои што веќе започна на 19-ти, но пред да кажеме што се случуваше, ајде малку да ни раскажете како всушност се роди идејата за Буквално джез. Всушност, како и секоја добрата идеја, ова идеја се роди за една шолја добро кафе во Карпаш. Идејата тргнав од изложба на мојот супруг, уметник Дима Темков. Он има одлична серија, како да кажем, брилјантна, инспирирана од джез музичари од почеток на 20 век. Ова изложба беше изложена неколку пати во Европа и јас многу сакав да ја покажам и во Скопје. Родна, како да кажем, родни град на Дима. И барав неки простор и тако бев запознана со Андријем, му речем, ај Андриј, дали можем да направим ова изложба? Он ми рече, нема проблем, ајде пием кафе. Почнали да пием и нешто тргнал тако моабет, кој формат фали на Скопје, кој формат, може би не само изложба, нешто друго. И му речем, ајде ќе пробуем да направим неки фестивал. И после едно за друго, збор за збор и дошли до тоа што направи формат кој трае 7 дена. И има не само музика, а има и моабети, има и настави, има и работилници, изложба, и свето тоа поврзано во некоја форма со джез, но од другата страна многу сакаме да кажеме дека джез тоа е не самата музика, тоа е некоја форма на живот, тоа е таа инспирација што движи живот. Така е, кој стои позади Буквално джез? Заедно со ова немаме голем тим за нашиот настан, за нашиот перв настан. Можем да кажем што тоа е Андриј, газдата на Буква, јас, уште партнер на Андриј Александар, жена му на Андриј Маша Савельјева, која направи целта дизајн, измислив и све што поврзано со, тако да кажем, визуални уметности, свето тоа од Маша. И имаме неколку партнери кои доста храбро ни дава поддршка за фестивал, за первпат фестивал. Така да. Во секој случај на вистина мал, но креативен тим кој што ни нуди еден нов убав културен настан. Вие сте по потекло од Русија, но љубовта ве донесе тука, во Македонија и во нашето Скопје. И ви беше, еве да прашам едно лично прашање, тешко да се навикнете на животот тука и да го научите македонскиот јазик?
Да, уште учиме и учиме секој день, секој час. Да, но од друга страна, јас сум по первата диплома филолог, и за мене то голема уживанце да учиш јазик во кој цело време можеш да најдеш нешто слично со рускиот јазик. Учише како и сите македонски жени преку школа за странски јазици, а уште учив и преку телевизија. Сфатив дека тоа ме инспирира и тоа е за мене многу интересно. И првата ваша емисија беше таа од кој почнав да слушам македонски зборови, македонски шеги, не знам, моабети, како луѓе ставе прашања. И кога ми јавив и кажав дека там имаш можност да кажеш нешто за секој утро добро утро, речем, сонешта. 2,5 години ја гледам таа емисија. Да, супер, ви е одлично. Тоа многу пријатно ме изненади кога точно знаевте и како се вика нашата утринска програма и кога кажавте дека редовно сте ја следеле. Анастасија, фестивалот, како што споменавме, започна на 19 и може ли да ни доловите малку како изгледаше отворањето и што се случуваше? Во концептот нашиот фестивал ние замислиле што секој ден ние имаме трите форми на настане. Прво, тоа е нека отворена работилница, нешто такво, неки инспиративен заеднически настан, кога нешто правиме, така неки развој на внатрешна креативност или на нека заедническа креативност. Овде ние уште очекуваме мастер-клас за сликарство од Доротеј Нишовски, очекуваме работилница за танц, за како тело да реагирува на джез или како джез инспирирува телото, од нашата другарка од Кавадарц и Билјана Грозданова од Венус. Попладне ние секој ден имаме отворено предавање за джез, но не само джез, а како джезот поврзан со литература, со неки форми на уметноста. Тоа е не само предавање, не како лекции, а нешто како отворена дискусија, како нека заедническа форма на комуникација. Така да за джез можем и зборим, можем и да зборим нешто за джез, не толку само слушам. А секој вечер имаме журка, тоа се вика вечерен джез. И имаме многу интересни и млади музичари, и познати ни придружили, и така да. Што ќе се случува вечерва? Денес, да? Да. Денес ни очекуваме специјален настан за джез и анимација, како джез се развива во анимација, како джез се инспирираше сликарите кои прави цртани филми. Овој не, како да кажем, овој таков мал кинофестивал. Како некај такој селектирана формата на тие филми кои направив Маша Савельјова. Она аниматор од Русија, исто така. И вечерен джез со ход джез оркестар. И ви чекам, да, и не само денес, а чекаме уште и во четвртак и петак. Да, ќе ги кажеме и тие денови, да подсетиме дека присуството на буквално джез за сите е достапно и е бесплатно. Да, апсолутно. Оваа година не слободни, отворени и немаме влезници, но ако некој сака да направи некоја форма за поддршка, ние имаме платформа, така, да. Да, тоа се вика друга страна. Овде можете да изберете која била форма, некоја донација, некоја влезница и тако натаму. Тоа не скапа од 200 денари, но и тоа ни помага да заразвием наши идеи, да го задржаме и се надевам ке трае. Да, тоа е чисто како една поддршка на културата и на целата иницијатива, но во секој случај отворени се вратите на кафе книжарница Буква за сите кои што сакаат да дојдат и да ги проследат настаните. Значи во понеделник 19 мај
звук, слика, збор со Владимир Мартиновски и беше отворена изложбата на тема джез. Токму таа изложба што ја спомнавте од вашиот сопруг Диме Темков и неговата словенечка пријателка Лучка Кошчак, која ја збогати со незините скулптури и ритмичките илустрации на Михаил Парушев. Вторник, 20 мај, джез винети со Александар Прокопиев. Среда, 21. Веќе го најавивме настанот што ќе се одржува, но секако и четврток, петок, сабота и недела има активности, па ајде да им соопштиме на оние што не гледаат што се може да видат деновиве тука во кафе книжарница Буква. Да, во четврток ние очекуваме нашата драга публика на отворена лекција од Кирил Темков. Кирил Темков познат философ, професор, и он ќе направи лекција за да каже целата прича за скопски джез. Кој беше тие првите музичари кои свирил джез? На кој начин они свирили тоа? Што тоа е за луѓе? Што ги инспирирало и тако натаму? А и плюс ја ќе представите своја книга за джез. Таа изгледа како нека азбука на джез, како го разбира професорот Темков. Добро, не мора толку да влегуваме во детали, да ја кажеме. После вечерен джез, да, со Игор Спикорски и Шурбе. Во петок имаме шпаклофонија. Тоа е, не можем да кажем што е тоа, некаја форма. Еве, да, инструментални експерименти со Владимир Лукаш. Да, со неки измислени инструменти кои воопште не инструментите. Да, тоа ќе биде интересно. Владимир Лукаш, Виктор Танасковски и Тома Димовски и вечерен джез со Такси Конзилим, така? Сабота, ни од 13 сат цртаме со Доротеј Нишовски, ги викаме деци, родители, сите кои дојдат, сите имаме четки, имаме боички, само дојдете и уживајте. Тоа ќе биде со почеток во 13 часот, дневна активност. Со Одран Ритуал оркестра имаме така журка вечерна. И во недела имаме одличен танцов мастер-клас, сите кои сака да танцува, а и сите кои плаша да танцува. Да, и тоа исто во 13 часот преку ден. И навечер звук Караджик. Да, и после ќе затворим фестивалот и ќе поразмислим што успела, а што не толку. Судејќи според она што досега се случуваше, навистина успешно ја пробивате на нашава културна сцена таа приказна за буквално джез, а верувам дека и после утринскиот разговор уште повеќе ќе има заинтересирани да дојдат и да уживаат, затоа што навистина сте се потрудиле да има атрактивна и богата програма. Анастасија, ми беше задоволство да го направиме овој утрински муабет тука, а верувам дека уште попријатно ќе ни биде за време на дневните и вечерните активности на буквално джез. Ви посакувам успешно прво издание на овој фестивал посветен на джезот и во секоја следна година да прераснува во уште поголем културен настан. Фала ви многу и навистина многу ми драга што имам можност да зборим со вас и со Алфа телевизија и со вашите гледачи. Да, ви чекам на нашите настани и фала за поддршка и за инспирација в Скопје. Ни беше задоволство и нас, еве тука се одјавуваме, буквално джез ве очекува да уживате во убавите звуци на джезот. Благодарам, Ирена, за ова линковско вклучување.